почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. ВМРО-ДПМН беше и останува кочличар на медиумските реформи. Председателот на Комисијата за избори и именувања од ВМРО-ДПМН Илија Димовски не свикува седница на Комисијата. На овој начин ВМРО-ДПМН ги прекршува роковите за избор на членови на Програмскиот совет на МРТ и членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Со таквиот однос, веројатно, Димовски и ВМРО-ДПМН се надеваат на партиски пазарења, кои се спротивни на целите на законот и кои со сигурност нема да се случат. Очигледно, единствена причина е зачувувањето на нивните партиски кадри во МРТВ и АВМУ, кои доведоа до катастрофална состојба со медиумите во која беше нашата држава. Состојбата во МРТВ е единствената критика од извештајот на Европската комисија и обврска на сите е да се обезбеди независен и професионален национален сервис. Јасно е зошто само ВМРО-ДПМН, партијата која што создаде заробена држава, е против независни и професионални институции, против независна агенција и независен професионален програмски совет во МРТ. За подсетување, членот на програмскиот совет на МРТ Косана Мазнева, токму од страна на Христијан Мицкоски, беше назначена за негова советничка во неговиот кабинет во ВМРО-ДПМН. Тоа е потврда за односот на ВМРО-ДПМН кон медиумите, но и уште еден доказ за потребата од сериозни реформи во јавниот сервис кои ќе овозможат професионализација на МРТ. Почитувани граѓани, како одговорна партија, бараме законот да се почитува и веднаш да се свика Комисијата за избори и именувања, затоа што мораме да ја започнеме јавната и транспарентна постапка за избор на членови на Советот на АВМУ и Програмскиот совет на МРТ. Напредокот што го постигна нашата држава во делот на медиумските слободи јасно ја покажува нашата заложба за слободни, професионални и независни медиуми. Реформите, почитувани граѓани, мора да продолжат. Ви благодарам.